Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Општинскиот штаб за заштита и спасување апелира на внимателност, совесност и одговорно однесување на прагот од сезоната на пожари. Потребна е поголема грижа за здравјето на плюс 35 степени Целзиусови. Следете ги препораките. Од полноќ минимални корекции на цените на горивата. Вечерва од 20 часот во Цепенков концерт на дуото Михаил Јагориновски и Искра Атанасова Митуш. Времето денеска сончево и многу топло, со мала до умерена локална облачност. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Прилеп е подготвен за заштита и превенција од пожари на отворено, беше речено по одржаниот редовен состанок на Општинскиот штаб за заштита и спасување, од каде апелираат на внимателност, совесност и одговорно однесување на прагот од сезоната на пожари. Целта на координативниот состанок на Општинскиот штаб за заштита и спасување е координација на активностите во пресред на летниот период, превенција за справување со пожари на отворено, спречување на појава на нови депонии и заштита на животната средина, посочи градоначалникот Продановски. Направена е контрола од инспекторот за животна средина на сите компании кои што имаат интегрирана дозвола од каде што може потенцијално да се очекува некоја хаварија. Ние како локална самоуправа и сите јавни комунални предпријатија, вклучително и државните институции, се на висина на задачата. Универзалниот тим за постапување во кризна ситуација е припремен. Дел од членовите, затоа што е изменет малку составот, немаат помината обука, договоривме и тие да бидат обучени за да се на висина на задача ако би дошла кризна ситуација. Јас би сакал да се сподели информацијата дека јавното предпријатие Национални шуми има одредена постапка за движење на нашите граѓани низ шумите. Ќе биде прогласена кризна состојба, но ќе може со издадено одобрение тие да се движат низ шумите. Треба да си постапат по тоа, затоа што високи се санкциите и казните. Ова е едно да ги заштитиме природата, од друга страна да си ги заштитиме граѓаните. Министерството за здравство денеска ги исподели препораките од Институтот за јавно здравје во врска со заштита од топлото време, да се избегнува директно изложување на сонце и активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, а директно на сонце да се заштитат очите со заштитни очила и светлобоја капа со висок свод и широк обод. Просториите за престој да бидат затворени и климатизирани. На отворен простор да се најде можност за почести одмори под сенка и да се избегнува директен престој на сонце. Затворање на прозорците и ролетните во текот на денот, а отворање навечер кога температурата е пониска. Внесувајте умерена количина храна и доволно течности во текот на целиот ден, без да се чека да се почувствува жед. Во паркирано возило отворете го прозорецот за да се овозможи вентилација. Туширање со млака вода по потреба. Лицата со хронични болести, особено оние со болести на кардиоваскуларниот систем, невролошките и белодробните болести, потребно е да бидат посебно дисциплинирани во однос на овие препораки и да ја земаат својата редовна терапија. Малопродажната цена на евродизелот се намалува за половина денар, а цената на бензин горивата се зголемува за половина денар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Евросупер БС 95 ќе чини 84,5 денари за литар, Евросупер 98 ќе чини 86,5 денари, а дизел горивото ќе чини 80 денари за литар.
Вечерва од 20 часот во фоајето од Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи концерт спомени од минатиот век на дуото Михаил Јагориновски и Искра Атанасова Митуш во класата на професор Нина Костова од Факултетот за музички уметности Скопје. На програмата се дела од Рахмањин и Гершвин. Михаил Јагориновски е млад пианист и музичар од Прилеп. Своето основно музичко образование го завршува во Основното музичко училиште Ордан Михајловски Оцка во класата на професор Игор Николовски и подоцна во класата на професор Денис Најдовски. Продолжува во Средното државно музичко училиште во Битола во класата на професор доктор Јана Четелева Белевска, а од 2023 година е студент на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Временска прогноза. Времето денеска сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од источен правец. Во Прилеп температурата својот максимум се очекува да го достигне до 16 часот со прогноза од 34 степени Целзиусови. Веќе од утре се најавува промена на временската состојба. Во попладневните часови од утре, вторник до сабота, времето ќе биде променливо облачно и нестабилно, наместа со повремен дожд и грмежи, особено во попладневните часови и во текот на ноќта. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер над 60 км на час и појава на град. Од среда температурите ќе бидат во опаѓање, особено за време на викендот, која ќе дува умерен до засилен северен ветер. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.